Одбојкарскиот клуб Универзитет Тетово имаше одличен старт на настапите во првата машка одбојкарска лига. Одбојкарскиот клуб Универзитет Тетово од Тетово има одличен старт на прволигашката сезона во првата македонска одбојкарска лига. Има 3 победи на првите 3 надпревари. Можам да кажам изненадувачки. Денес со нас е играчот и тренерот на екипата на Универзитет Тетово, Дејан Симовски. Дејан, кажи ми како си задоволен од тоа што го одигравте во овие први 3 кола, забележавте 3 идентични победи од по 3:1. Како што кажавте, јас сум и тренер и играч. Моментално ситуацијата во одбојкарскиот клуб Универзитет Тетово е таква како што е. Но за наша среќа добро ни иде. Располагаме со млад кадар на играчи и стар кадар на играчи. Имаме среќна околност оваа сезона што репрезентативецот Дарко Ангеловски, либеро, кој пред известно време заврши на европското, ни се приклучи нас. Да, како што кажа, имаме 3 од 3. Една имаме во Провиштип 3:0, 2 утакмици ни се по 3:1. Изгубивме по 1 сет со претежно послаби екипи од нас, но дававме шанси на помладите играчи, така да добро ни оди за сега. Следните 2 надправерани се малку посериозни, кои што играме со сериозниот Вардар и сериозната Струмица. Тука ќе ги измериме силите, да видиме до кај сме, што сме и се надеваме првиот дел да бидеме во првите 3 најдобри екипи. Се останатото за мене би било неуспех, затоа што ја знам екипата, ја познавам екипата и мислим дека добро работиме, имаме атмосфера, имаме одлични услови. За жал што другите екипи имаат недостиг од тоа, сали, топки и такви ствари. Ние имаме идеални услови во тој поглед. Така да мислим дека првата тројка е резервисана и за нас. Задоволство од постигнатото во досегашниот дел од сезоната има и кај капитенот на Универзитет Тетово Хамза Весели, кој истакнува дека со добар резултат против Џио Струмица и Вардар, тетовските одбојкари може да се замешаат во борбата за титулите во првенството и купот. Како капитен од екипата сум задоволен од овие 3 кола што сме играле, од тоа што ние се спремавме од септември до сега. Меѓутоа имавме полесни надпревари, сега 4-то коло сме слободни, но ќе видиме 5-то коло на дербито против Струмица и ќе видиме таму против нив, мислим овде, ќе видиме до кое ниво сме стигнале ние како тим, за да можеме да се бориме со нашите противници од кај што паѓа Вардар и Струмица. Ние како прошлата година и ова година продолживме со истите играчи, со поранешните имиња како Дејан Симовски, Зоран Ѓорѓевски, моменталниот Дарко Ангеловски. Ние остана да видиме вториот дел, за да видиме како ќе иде ситуација, како ќе се бориме до крај и зашто да не освоиме. Четвртото коло на првата машка одбојкарска лига ќе започне во петок со дуелот помеѓу Лирија од Джеровјане и Угада Студент од Штип, додека надпреварот помеѓу Вардар и Шкендија ќе се одигра во сабота. Екипата на Универзитет Тетово е слободна ова коло и ќе има повеќе време да се подготви за дерби дуелите со Џио Струмица и Вардар.